Од 18 до 20% од вкупната смртност во Македонија се луѓе чија смрт може да се припише на загадениот воздух, велат официјалните истражувања од Институтот за јавно здравје. Професорката Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје вели дека тоа е загрижувачко, бидејќи таа смрт можело да се спречи. Додека оние ефекти врз другите системи и органи, например врз ракот на белите дробови, во нашиот случај 30, па во некои градови до 40% од вкупната смртност од рак на бели дробови може да се припише на загадениот воздух. Но никогаш не е доцна со превземање на долгорочни или барем среднорочни мерки кои што ќе бидат насочени кон главните извори на загадување, кои што се општо познати: загревањето, сообраќајот, делумно индустријата, ресуспензијата на почвата заради градежни активности. На Мексико Сити му биле потребни 15 години да се справи со аерозагадувањето. Ние сме свесни дека тие мерки не даваат веднаш плод. Предходните денови загадувањето прво лошо влијаеше кај децата до 5 години, затоа и болниците се полни, потоа кај хронично болните и старите луѓе. Она што сериозно ги загрижува докторите се долгорочните последици од загадувањето кај целото население, од појава на рак на белите дробови, срцеви и мозочни заболувања. Најзагрижувачки е што загадувањето на воздухот бебињата ги добиваат уште во утробата кај нивната мајка. Тоа е една од главните причини за предвремени породувања. Деца кои што имаат понизок IQ коефициент од децата родени во чиста средина за 1 до 4 степени, понатаму почеста е појавата на синдромот на недостаток на внимание и хиперактивност, но и појава зачестена на аутизам. Значи не е проблем и врската, асоциацијата помеѓу аутизмот и вакцините, како што се плашат дел од нашите млади родители, да речам, туку постои доволен број докази дека аерозагадувањето се поврзува со аутизмот. Како се манифестира истиот тој ефект врз централниот нервен систем, но кај постарите, преку зголемена стапка на паркинсонизам или Алцхаймеровата болест. Кога загадувањето е големо, хронично болните, старите луѓе, малите деца и бремените жени да не излегуваат. А за сите кои излегуваат кога е загадено да користат маска KN95 или FFP2